Најновиот извештај на Европската комисија и повеќе од реален во однос на економската стабилност на земјава, велат за Алфа од Бизнис конфедерацијата на Македонија. Според Миле Бошков проблеми има, иако во иднина немаме добра инфраструктура за развој на стопанството и бизнисите, но пред се и едукација на квалификуван кадар, до година за жал ќе биде уште полошо. Пораката наша дека оно што со години наназад го збориме, инфраструктура, луѓе, образование, вештини, дека сето тоа треба да се работи во права насока со знаење, со концепт, со разбирање на потребите на економијата. Дека македонската економија цела година тапка вместо, потврдува и економистот Бранимир Јовановиќ, кој алармира дека покрај нефункционалниот државен систем начело со судството и економијата ни дише на шкрги. Вели дека мора да има длабински структурни промени за државата да оди напред и младите да останат во сопствената земја. Тие критики што се ставени таму, ако ги читате, дословно, тие се апсолутно издржани, се тоа стои, но пак ќе повторам, она што е многу важно да се свати дека и покрај сите тие критики, покрај отсуството на реформи, Македонија ги исполни условите за започнување на преговорите. Не сме ги исполнили условите за да станеме членка на ЕУ, да, тој пат е долг, ама ги исполнивме уште одамна критериумите за да ги започнеме преговорите. Што се однесува до најновиот извештај на Народната банка кој нотира низок раст и се уште висока инфлација, бизнисмените велат дека тоа е очекувано. Оти продуктивноста на работниците е на ниско ниво, разочарани од ниските плати, но секако и глобалниот шок на цените кај храната и енергијата. Имаме слаба потрошувачка економија, слаба потрошувачка моќ на сите граѓани, кои би требало да ја вртат трговијата и економијата. Со самото тоа има и големо незадоволство кај граѓаните од слабиот стандард. Иако статистика измери инфлација во октомври од 3,5%, таа и натаму им ги јаде парите на граѓаните. Проблем според економистите ќе настане веднаш откако ќе се укинат владините мерки, кои сега ги имаат замрзнат од цените и ќе предизвикаат ново подгревање. Борбата со инфлацијата е далеко од готова и не сме да се опуштат нити граѓаните, нити владата, нити оние што ги носат политиките, затоа што престојат други предизвици. Сега гледаме дека, например, го покачија парното, тоа ќе ја зголеми инфлацијата малце во наредните месеци. Гледаме дека има некои дискусии таму за рускиот газ што се увезува преку Бугарија, дека ќе може да чини поскапо и слично. Тоа исто така може да ја зголеми инфлацијата. Дека клучните реформски области бавно напредуваат, потврди и Брисел. Критикува дека клучно за придвижувањето на економијата, односно јавните инвестиции, се попречени со еден куп кадровски прашања. Вела дека владата лани се фокусирала главно на цените, но не правела речиси ништо за да има напредок во клучните реформски прашања. Брисел упати и сериозна критика за донесените закони за Бехтел и Енка, кои во собрание поминаа со европско знаменце во спротивно со дел од правната рамка.